Од граѓани и фирми, лани Виница собрала 11,5 милиони денари. Најголем дел од нив, дури 5,3 милиони, се наплатени на име данок на имот. Вообичаено, општинската каса најмногу се полни со граѓански пари. Во Виница, на општината тие само за данок на имот и дале близу 4 милиони денари, додека учеството на фирмите е околу 1,5 милиони денари. По основ на данок на промет, пак општината инкасирала околу 3,8 милиони денари. Најслабо Виница поминала со наплата на комунална такса, која е за околу 25% помала од планираното. Имено, општината се надевала на 3,1 милион, а собрала 2,3 милиони. Од општина Виница информира дека собраните средства се инвестирани во проекти од интерес за граѓаните во вид на нова или обновена патна, водоводна и канализациона инфраструктура. За оваа година Виница се надева на над 12 милиони денари од граѓаните, пари кои тврди градоначалникот ќе бидат од народот за народот. Проширување на капацитетот на филтер станицата во Виница. Продолжување на реконструкцијата на водоводната мрежа во градот. Уредување на коритото и кеот на Виничка река преку ИПА фондовите. Реконструкција на улица Илинденска и улица Пролетерска и изградба на улици во населените места во договор со местните заедници. Освен ова, општинскиот буџет како никогаш досега предвидува проекти и во руралните средини во Виница. Продолжуваме со изградба на канализациони мрежи во селата Градец, Јакимово, Истибања, Драгобраште и Липец. Во јануари ќе се финализира изградбата на водоводниот систем во село Грдани. 2016 ќе се гради филтер станица во село Трсино, а во тек е комплетирање на техничката документација. Ќе се гради улицата од влезот на село Лаки до црквата. Со потпорни ѕидови ќе се уредуваат улиците во ромското мало. Поради ова, општината ги подсетува граѓаните дека до крајот на месецот имаат рок да ги поднесат обврзниците за данок на имот, односно да пријават нов стан, куќа, викендица или дуќан.